Откако беше приморана да ги затвори своите производствени погони, автомобилската индустрија се прегрупираше и застана во првите редови во битката со коронавирусот и неговите последици. Сите светски познати производители на автомобили и компоненти за нив ги ставија на располагање своите ресурси за медицинската опрема и апаратите кои во моментов најмногу недостасуваат. Се започна со повикот на американската администрација целата економија активно да се вклучи во зачувувањето на здравјето на граѓаните. Меѓу првите реагираше General Motors, кој се договори со еден тамошен производител на респиратори за реактивирање на своите погони, за да се покрие предстојната зголемена потреба од овие уреди. Но за тоа тие од Белата куќа побараа $1.000.000, а спорни беа и количините на очекуваното производство. За да не се влезе во јалови преговори со кои неповратно ќе се загуби драгоценното време, председателот Трамп му наложи на General Motors веднаш да започне со предвидените активности. Тој се повика на еден стар закон, последен пат применет во Корејската војна, кој му дозволува на индустриските компании да им зададе извршна наредба за прилагодување на производството според вонредните услови на ситуацијата како оваа. Форд не чекаше Трамп да им се обрати и дури и пред тоа најавија дека во соработка со уште две компании ќе започнат да произведуваат респиратори во кои ќе се вградуваат делови од пикапот F-150. Тесла пак кажа дека во овој момент нема да произведуваат ништо, туку од Кина, каде повеќе не им требаат, ќе купуваат респиратори и ќе ги донираат на болниците. Овој тренд доста брзо се прошири и во Европа, каде многу производители на автомобили веќе се вклучија или се подготвуваат да започнат да произведуваат разни компоненти за респиратори и друга медицинска опрема. Така Volkswagen најави дека ќе започне да прави заштитни маски кои го спречуваат ширењето на коронавирусот. Daimler и BMW своите интерни залихи маски кои и онака ги користат нивните работници ќе ги донираат каде е потребно. Seat веќе започна со пробно производство на респиратори, PSA, Шкода, Ферари и Fiat со делови за нив, а Jaguar, Land Rover и Lamborghini ги ангажираа своите 3D принтери за заштитни визири за медицинските работници. Во целата акција се вклучија и доста добавувачи на автомобилски компоненти, но и дел од инженерските тимови на Формула 1, кои започнаа со производство на уреди за мерење на телесната температура, дезинфекцијски средства, дијагностичка опрема или кој што веќе може да направи.